Да, Иван, за прв пат во Македонија се воведува посебен додаток за децата со цистична фиброза. Веќе од пред една недела родителите на овие деца можат да аплицираат за оваа парична помош до Министерството за труд и социјална политика. Повеќе на оваа тема го прашува мојот денешен соговорник, госпоѓата Снежана Бојчин од Сдруженијето за цистична фиброза. Господја Бојчин, добро дојдовте во ова утринско информативно издание на телевизија Нова. Зошто оваа парична помош за овие деца е многу значаен дел од социјалниот пакет? Добро утро и ви благодарам на можноста да гостувам. За нас секое појавување во медиумите е од големо значење, бидејќи се подигнува јавната свест за постоењето на оваа популација, многу ранлива. Во однос на прашањето, пред се би сакала да се заблагодарам на оние кои што ја покренаа иницијативата за посебниот додаток. Во овој случај тоа за прв пат беше една паралелна акција помеѓу Сдруженијето за цистична фиброза и родители кои што се охрабрија и самите да побараат помош и поддршка од народниот правобранител. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на народниот правобранител како институција за поддршката и асистенцијата што ни ја понуди во овој процес. Исто така се разбира, сакам да се заблагодарам на владата, која што имаше разбирање и слух и која што го врати посебниот додаток за болните со цистична фиброза. Би сакала исто така и тука малку да ви искоригирам. Децата со цистична фиброза и до сега имаа можност да користат посебен додаток со тоа што сепак не постоеше таксативно наведување на диагнозата во правилникот за распределување на посебниот додаток. Така да оваа промена што е сега воведена е од исклучително значење за болните со ЦЕФ, бидејќи на таков начин правно се регулира нивниот статус во државата. Тоа понатаму ќе овозможи регулирање и на други права на оваа ранлива категорија на болни. Како овој додаток ќе им помогне на родителите кои што имаат деца со цистична фиброза и на самите деца? Како ќе им го олесни животот оваа парична помош? Така. Значи станува збор за еден исклучително важен социјален пакет за болните со цистична фиброза. Семејствата на овие болни се изложени на екстремни месечни трошоци кои што не се однесуваат на терапијата што пациентите треба да ја примаат. Имено, покрај терапијата, пациентите со цистична фиброза треба секојдневно да внесуваат мултикалориска или хиперкалориска исхрана, што значи зголемен внес на протеини и масти во исхраната дури за 130 до 150%, за да се постигне истиот нутритивен внес како кај здрав човек, како кај здрава индивидуа. Тоа доаѓа од фактот што нивниот панкреас во 90% од случаите кај болните со цистична фиброза сосема не ја врши својата работа. Тие примаат заместителни ензими, меѓутоа тоа секако не може да 100% да ја надомести работата на панкреасот. Освен тоа, значи, овие пациенти секако имаат потреба и од внесување на зеленчук и на овошје со цел да ги обезбедат потребните витамини. Понатаму семејствата се изложени на големи трошоци, бидејќи болеста е таква што бара месечни контроли. Доколку детето не е во добра здравствена состојба, тоа значи повеќе пати во текот на месецот да се посети специјализираната болница, односно клиника за цистична фиброза. Најголемиот дел од пациентите со ЦЕФ не се од Скопје, тие патуваат од помали населени места, села, распрскани низ целата Македонија, како и од градовите во внатрешноста. Понатаму, често се хоспитализирани, нивната хоспитализација трае многу долго. Најмалку 2 недели треба да поминат во болница. Тоа значи дека и родителот треба да дојде, да биде покрај своето дете во тие 2 недели и знаете, тоа автоматски повлекува други трошоци врз семејниот буџет. Значи, тука ги имаме трошоците за патување, при контроли ги имаме трошоците за исхрана и други скриени трошоци кои што се наметнуваат на овие семејства. Би го поздравила пакетот, социјалниот пакет и промената што ја воведува владата на Република Македонија, а која што се однесува на различни ставки во однос на социјалниот статус на пациентот.
Така да, колку што разбравме од медиумите, семејствата кои што се со социјални случаи ќе имаат поголем надоместок, а уште поголем надоместок ќе имаат самохраните родители. Сметам дека е тоа најправилната одлука која што можеше да биде донесена. Така, кои се вашите идни активности како Сдружение за цистична фиброза? Спомнавте дека ни предстои голема конференција на оваа тема. Да, ние сме постојано активни. Знаете, цистична фиброза е една од најранливите категории на пациенти и една од категориите на пациенти кои што имаат најмал пристап до медикаментозна терапија и тука зборувам и за симптоматолошка терапија, и за лекови, и за суплементи, како и за најновата терапија, а тоа е клеточна терапија која што за некои пациенти со ретки болести е веќе обезбедена во буџетот за ретки болести. За жал, ние не добивме никакви информации, иако бараме подолго време транспарентен регистер за тоа кои болести се влезени во регистерот за ретки болести, кои лекови се обезбедуваат за тие болести, ние до сега не сме добиле такви информации. Така да на 29 и 30 септември организираме една меѓународна конференција на која што ќе присуствуваат дури 13 еминентни гости од европските земји. Пријавени се преку гости како присутни на конференцијата од преку 10 соседни земји, па и подалечни земји, меѓу кои Словенија, Полска и така натаму. Целта ни е да ја подигнеме јавната свест пред секај институциите дека овие деца заслужуваат и возрастни, малкуми на возрастни, кај нас за жал зборуваме за деца, во Европа се зборува за возрастни болни со цистична фиброза, дека заслужуваат да добијат адекватен третман, бидејќи во тој случај ќе се надмине гапот, разликата во просечниот век на преживување. Кај нас неофицијално просечниот век на преживување е 12 години, во европските земји тоа е многу повисок. Ви благодарам за овој разговор. Ние ќе продолжиме и понатаму да анализираме токму на оваа тема. Студио можевте да го проследите разговорот со госпоѓа Снежана Бојчин од Сдруженијето за цистична фиброза. Доколку имате прашања до мојот соговорник на оваа тема, повелете.